Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Анастасија Илиевска, а вие гледате За или Против. Денеска е денот на семејството и во таа насока ќе му посветиме време на семејството, меѓутоа ќе посветиме време и на една уште многу значајна тема која што е голем предизвик и за Македонија, меѓутоа и за сите земји во светот, бидејќи голем број од земји се соочуваат со проблемот поврзан со демографијата. Каква е македонската национална стратегија по ова прашање? Зошто имаме се помал број на склучени бракови, се помал број на новородени деца, што ни се случува и како можеме да постапиме како држава за да си помогнеме и да имаме побезбедна и посигурна иднина. Вечерва на овие теми разговарам со Владимир Ѓорчев, национален координатор за демографија, млади и човечки ресурси. Добре дојавте во телевизија Алфа. Добро вечер. Поздрав до сите ваши гледачи. Фала многу за поканата и честитки за денот на семејството до сите во Македонија, затоа што семејството е нешто кое што сите го сакаме, тоа е каде што живееме, семејството е нешто што нас сите не подигнало како луѓе, така што, како да кажем, убаво е на ден на семејството, да се подсетиме на сите наши семејства, но и да го живееме тоа 365 дена во годината. Ова не е повод и причина, нели, за да започнеме да разговараме, но за да имаме семејства, да имаме среќни семејства, да имаме семејства кои што сакаат да останат во Македонија, да творат, да создаваат, да инвестираат, потребни ни се, ако може да кажеме, и некои стратегии, планови како ќе постапиме. Но една држава не може да биде силна држава ако нема иднина, а иднината се би рекле младите, но иднината се човековите ресурси. Меѓу другото, токму и затоа сакам да позборуваме на оваа тема. Што се случува во Македонија или дали оно што се случува во Македонија ни се случува само нам или за жал е некоја така, ако може да кажеме, светска епидемија? Да, станува збор за светски тренд дефинитивно, каде што генерално насекаде низ светот се намалува бројот на новородени деца. Единствен континент кој што има над оние 2,1, значи тоа е 2,1 дете кои што се потребни за одржување на популацијата е исклучува и само Африка. Значи сите останати и Европа, и Азија, и Северна Америка, и Јужна Америка, и Австралија имаат длабоко под 2,1 или оние деца за проста репродукција. Истовремено, знаете како, ние кога сме ја немале државата, сме го имале семејството. И семејството всушност ја родило државата. Например, еве, во овој мај месец пред 10 дена беше денот на смртта на Гоце Делчев. Гоце Делчев израснато семејство со 9 деца. Значи семејството на Никола и Султана Делчеви во Кукуш, во кое што е роден во 1872 година Гоце Делчев, имало 5 ќерки и 4 синови. Значи тоа биле огромни семејства. Например, кај мојот татко, дедо ми биле 10 деца, баба ми е 15-то дете. 15-то дете во семејството, најмало, родена 1918 година во време на војни, или Прва Балканска, Втора Балканска, Прва светска војна. Ужасни војни кои што буквално имале милиони жртви. Така што ние и кога сме ја немале државата, сме го имале семејството. И после тоа е таа генерација која што, нели, тие млади деца, тогаш родени 1913, 15, 18, тие се оние кои што после тоа, нели, и ја носат слободата во Втората светска војна, Асманскиот период, таа и таква Македонија дала 24.000 загинати. Тоа е толку скапо е платена слободата. Значи, ако речеме Втората светска војна во Македонија трае 3 години, трае нешто повеќе од 3 години, но е за да пресметаме отприлика околу 3 години, тоа се плюс-минус нешто повеќе од 1000 дена. 1000 дена ако ги поделиме со 24.000 загинати, тоа значи дека 24 погреби Македонија имала дневно во тек на 3 години. 24 погреби дневно. И таа и таквата Македонија излегла од тоа. Таа и таквата Македонија во 1950 година има 50.000 родени бебиња, а Македонија 2024 година има 16.000 родени бебиња. Значи, уште едно, значи, ваќе ќе повторам, затоа што да ги разбереме размерите на оно што ни се случува. Мене многу луѓе ми велат: Владко, ти 20 години зборуваш за ова. Да, зборувам, вика, сега времето те потврди. Да, затоа што бројките и трендовите се тие. Значи, уште еднаш Македонија во 1950 година има 50.000 родени бебиња со 1,2 милиони жители.
со помалку жители отколку сега. А сега со 1,8 милиони жители има 16.000 родени бебиња. Значи, тоа е огромна, драматична бројка. Тоа е една демографска рецесија која што буквално трае со децении и со која што мораме сите ние да се соочиме. Мораме во нашите животи да едноставно на вистина одлучиме дека семејството е важно, дека не е само фраза ние ги сакаме децата. Значи не е сакаме децата еве да ги штипнеме во парк и да кажеме еле колку е сладко детето. Не е туку. Сакање на децата е да, како да кажам, да кренеме следната генерација. Кога на тие деца во 2 сабајле ќе им треба сируп да им купиме во аптека, да го купиме тоа. Кога тие деца ќе станат у 6,5 сабајле, да им помогнеме. Кога, како да ви кажам, крај нема, но тоа е најубавата работа што секој од нас може да има. А тоа е улогата на родител. На родител. Бидејќи зборуваме го почнавме разговорот за семејството и ете да се семејството е, ако може да се каже, примарната клетка, местото нели од каде што сите припаѓаме, но кога станува збор за растење на децата, точно дека некојаш треба да се стане многу често, ќе се станува многу рано сабајле, ќе има одредени предизвици, но како што растат дечињата, особено во светот во кој што живееме, гледаме дека се соочуваат со сериозни предизвици. Предизвиците поврзани особено бидејќи е многу актуелно врсничкото насилство, сето она што се случуваше, каде е присутен семејството е така местото каде што првично се воспитуваме, растеме, каде што секогаш се навраќаме, но се чини како пребрзиот начин на живот, некако да не им дава можност на родителите да се посветат толку многу на и семејството да биде семејство и каде што ќе ги црпи и поддршката и насоката и се останато, се чини како некојаш семејството да се, односно вредностите да ги бараме надвор од семејството, бидејќи алармантно е ова што се случува. И на крај на денот семејството е тоа кое што треба да ја постави основата за понатаму децата да се однесуваат добро. А за жал, она што го гледаме последниве неколку недели, што испливува на површина е исто така алармантно. Видете, да, апсолутно, значи треба да се бориме со врсничкото насилство, тоа е нешто за сето осуда, значи тоа не треба да биде нешто доминантно во нашето општество, но истовремено, како да ви кажам, сите ние сме разрастени, еве, јас сум растен во 80-ти години, во 90-ти години. Имало и безбедни ситуации, но имало и многу небезбедни ситуации. Животот никогаш не бил лесен. Животот никогаш не бил лесен. Еве, јас се спомнав баба ми која што е 15-то дете, од тие 15 деца 14 починале. Знаете, тогаш имало огромна смртност. Ако направиме споредба, многу во Македонија. И сега знаете како, ние, например, денес ке речеме, добив многу пораки на мобилниот телефон, има многу имејлови и сум под голем стрес. А замислете, кој бил тогаш стресот кога треба 1, 2, 3, 5 или 7 деца по црна земја да ги ставиш? Тоа не е стрес, тоа е неописливо. Нема ништо пострашно. Нема ништо пострашно, но во Македонија тоа се чувало на дневна основа. И луѓето тогаш така биле скроени да едноставно, како да кажам, се носеле со тоа. Не се откажувале. Со што не се носиме? Сакам да кажам дека како да кажам, треба да се фатиме во костец со животот. Животот никогаш не бил лесен и никогаш нема да биде лесен. Знам дека сите тешкоти кои што ги имаме, нели, сите ние осеќаме како да имаме 200 кила на плеќи и дека се носиме тешко со тоа. Но ако ги погледнеме, една добра реченица вика, ако ги гледаш вестите, никогаш не било полошо, но ако гледаш историјата, никогаш не било подобро. Че ако гледаме вести денес пола сат, ке речеме леле готово, крај. Се е црно, паѓа небото. Но ако погледнеме историјата, колку сакате? Сакате 50 години? 1970 било полесно? Не. 1950 било полесно, 1930, 1910, 1800, 1700, 1500 и така натаму. Значи, ако погледнеме во историјата, ние никогаш сме немале повеќе автомобили, фрижидери, гигабајти, мегабајти, паметни телефони, никогаш не сме биле толку вмрежени, никогаш не сме имале толку роботика, машини и така натаму, и така натаму, и така натаму. Така што, како да ви кажам, знаете, значи, се обидувам во одговорот да најдам баланс помеѓу тоа каде што човек треба да покаже разбирање дека во Македонија не се живее лесно.
Значи не сме ние ни Скандинавија, не сме ние ни Германија, ни Канада, ни Австралија, но истовремено не треба да идеме во некој фатализам во кој што ќе кренеме раце сами од себе и ќе речеме не може сега готово толку крај. Не, значи тоа е тоа, ќе се носиме со проблемите, ќе се соочиме со животот, нема биде лесно. Која ќе не удри животот, сите не удира, утре нов ден и ќе станеме. Значи уште еднаш ќе речам, визави овие прашања, сакам да порачам дека и тоа како сум свесен дека во Македонија огромен број на луѓе имаат голем број на проблеми, но истовремено и земјите кои што ние ги сметаме за идеални, супер, добри кон кои што се стремиме, визави ово прашање наталитет, семејство, фертилитет, се доста полоши од Македонија. Да, како е, бидејќи ќе позборуваме и поединечно за како е во Европа, бидејќи оно што за жално го споменавме не е тренд само кај нас. Европа исто така се соочува со сериозни бројки. И какви се бројки, да речеме, во Германија, ја споменавте Шведска, Данска, што на вистина нели убаво треба да се живее, и ако убаво се живее, ако има добри услови за живот, тогаш некако природно така би требало да има и поголем број на деца, поголем број на семејства да се формува, но не е така. Бројките не го покажуваат тоа. Германија е најголема земја во Европа. Германија, например, минатава година, 2025 година, има 650.000 родени бебиња и 1 милион умрени луѓе. Минус 350.000. Значи, дневниот минус е речи 1000 луѓе, како 10 авиони да паднале секој ден. Германија последен пат има фертилитет над 2,1 дете 1969 година, пред 57 години. Германија последен пат има повеќе родени од умрени 1972 година, пред 54 години. Италија има дневно 1000 родени бебиња и 1800 погреби. Италија дневно губи 800 луѓе, како 8 авиони да паѓаат дневно. Полска има најуспешна транзиција од сите земји од Централна и Источна Европа. Полска губи 450 луѓе дневно, родени минус умрени. Литванија 1991 кога прогласи независност имаше 3,7 милиони жители, сега има 2,8. Речи си 1 милион луѓе има помалца. Високи плати, добро здравство, ниска невработеност, добри социјални политики. Финска има фертилитет полош од Македонија. Финска е падната на 1,2-1,3 родени деца по жена. Сите овие работи што ние ги посакуваме да ги имаме, во Финска ги има. Имаат не 1, 2, 3 или 5%, имаат 20%, 30% помал фертилитет од Македонија. Латвија има во 80-тите години 43.000 родени бебиња. Значи, збориме за 80-тите години, кога раставме. Минатата година Латвија има 14.000 родени бебиња. Супер успешна транзиција, високи плати и така натаму. Ако ги земеме балканскиве земји, Грција минатата година има историски најмалку родени бебиња, помалку од било кога. Србија исто така паднаа под 60.000, 58-59.000. Бугарија со односот на родени и умрени е 2:1. Грубо кажано, 50.000 родени бебиња, 100.000 починати. 2:1. Сооднос многу полош од Македонија, иако се членка на Европската унија. Романија исто така, членка на Европската унија, што е добро, сакаме да бидеме таму. Но Романија 1990-1991 година има 23 милиони жители. Минатава сега во моментов Романија има нешто над 18 милиони жители. 5 милиони луѓе. И поради намален наталитет, и поради иселување. Така што можам да ви набројам огромен број, на пример, Азија, Јапонија, на пример, Јапонија има 1900 родени бебиња дневно, 705.000 на годишно ниво, значи 1900 дневно родени, 4400 починати. Минус 2500 луѓе дневно. Најмал наталитет во Токио, кој што е најбогат. Во самата Јапонија има региони што се поразвиени, има што се поразвиени, помалку развиени. Најмал наталитет во Токио. Најнизок фертилитет на светот од сите земји, 200 на број,
Јужна Кореја. Јужна Кореја која што е супер економски силна, која што има јаки корпорации, Samsung е таму, Kia Motors, Hyundai Motors, телевизори, технологија, чипови, полупроводници, роботика и слично. 0,7 родени деца по жени. Значи, и тоа најмал фертилитет во самата Јужна Кореја, во Сеул, кој што е најбогатиот град, тој е главниот град. Понатаму, Сингапур. Сингапур има фертилитет по жена 0,87, под 1. Значи, Сингапур има 50% помал фертилитет од Македонија. И повеќе, значи, речи се двојно помал. Сингапур се обидува да води демографски политики уште од 60-тите години. Сингапур има $90,000 БДП по жител, по човек. Значи, тоа ако се 4 луѓе во семејство, БДП по жител тamo е годишно $360,000. Тој Сингапур има дупло помал фертилитет, двојно помал фертилитет од Македонија. Значи, сакам да кажам дека ова е еден океан од податоци, од бројки, од трендови и така натаму и така натаму. Значи, да, нормално, ние треба да се грижиме за Македонија. Македонија ни е најважна. Така што во тој дел ние треба да одиме паралелно со две работи. А тоа е и економски развој, и технолошки развој, професионална надгрба, но исто така семејство, деца, интеракција, заедница. Значи, тоа е длабоко личен избор за било кој. Нема да се мешаме во било чиј живот. Да, но сакам да позборуваме на страна, не се мешаме кој како ќе си го уредува домот и дали ќе одлучува, но ајде да гледаме од овој аспект. Што ова значи за една држава? Што овие бројки значат за една држава? Кога еве да речеме, кога ние ќе имаме 60-70 години, ќе можеме ли да земаме пензија? Ќе има ли кој да не лекува? Тоа се суштинските прашања. Значи, не станува збор како ќе се развива државата, ќе има ли луѓе кои што ќе економски ќе може ли да биде подобра? Тоа се во суштина. Тоа се многу важни прашања. Нема уште нешто уште поважно од тоа. А тоа е што ќе остане позади нас и што е тоа што најмногу не прави среќни. Значи, еден ден кога ќе поминат сите овие гужви, стресови, пораки и така натаму, што е тоа што ќе ни го исполни срцето? И секој човек тоа треба сам да си го одговори. Кој ќе биде околу нас кога ние ќе бидеме на таа постела кога ќе имаме 70-80 години, кога ќе ни дојде часот вака да го вратиме филмот назад. Значи, тоа е лична одлука на секој поединец. Значи, видите, не сакаме да се мешаме било чила приватност. Дали некој ќе има деца, дали нема да има деца, дали ќе стапи во брак, кога ќе стапи, со кого. Тоа е длабоко лична одлука. Но, генерално, ако размислуваме за еднината на Македонија и самите како поединци треба длабоко да се распрашаме за овие прашања. Уште еднаш, ако Македонија имала 1950 година, 50,000 родени бебиња, кои што сега пензионери, пензијскиот систем и сето останато. Ако 2024 имала ако имала 16,000 родени бебиња 24 година, тоа значи ќе има проблем. Тоа значи последици, рековте. Празни училишти, празни училници. Значи, ние последниот 20 години имаме 30% повеќе наставници, имаме 20% помалку деца. Значи, имаме илјадници помалце деца, буквално илјадници испразнати училници. Не само ние, и Романија, и Бугарија, и Грција, и Хрватска, и Словенија, и Италија, и така натаму. А истовремено имаме огромен број на луѓе кои што се вработени во просветата. Значи, соодносот, например, учител на број на ученици е паднат од едно наставно лице, еден наставник или наставничка на 18 деца, сега е 1 на 11. Со тенденција да оди исто така понатаму. Понатаму, пазар на работна сила, се помалци имаме работници. Некој ќе рече, ама тоа е затоа што се селат. Да, така е, огромен број на луѓе се селат, но зошто на тие земји им се потребни работници? Затоа што нема доволно деца. Имаат низок наталитет. Зошто Германија увезува илјадници и милиони луѓе? Затоа што ви кажав пред малце, Германија минатата година има 650,000 родени и 1 милион умрени. Минусот е 350,000 луѓе. 1000 луѓе дневно губат. Италија губи 800 луѓе дневно. Значи, тие сакаат да ги земат нашите човечки ресурси, а истовремено ние се бориме за свое место под сонцето. Истовремено,
Ако видиме, например, назад 200 години ние сме печалбарска земја. Значи, пола наши лектири, пола наши народни песни се за гурбет, за печалба, за одање, за менување. Но ние порано многу лесно сме го компензирале тоа иселување со високиот наталитет кој што сме го имале. Ако некое семејство порано по тие книги наши и драми, битови имало 5, 6, 7 или 8 деца и едно и две да отидат на печалба, 5 станале. Сега имаме ситуација каде што генерално и во Европа и во Македонија секојаш имало, например, луѓе кои што не се обракили, немаат деца, тоа е лична одлука, не се мешаме било која приватност, никога нема да осудиме, но порано тоа, например, било 5%, 7%, 10%. Денес имаме 30 до 35%, особено во урбаните средини, на луѓе кои што ниту се обрак, ниту имаат потомство. Значи, зборуваме за луѓе кои што се веќе на возраст од 40-45 години, кои што дел од нив стануваат и постфертилно население. Од тие кои што имаат деца, некаде близу до 1/2 имаат едно дете. Тоа е прекрасна работа, честитки од нив, но со едно дете се преполовува бројот значи имате двајца возрастни, мајка и татко, ти имате едно дете, двајца луѓе оставиле едно дете позади себе. Значи, сакам да кажам дека порано, со високиот наталитет и фертилитет, ние сме го компензирале тоа иселување. А сега во ситуација, ако имате, например, не знам, семејство со едно дете, тоа едно дете ако отиде и заврши, нели, на страна, што е повторно ќе речем. Личен избор, луѓето бараат своји кариери, бараат можности и така натаму, но таа куќа тука во Македонија се затвора. Разбирате, значи да, тој некој ќе дојде за нова година, ќе дојде за лето и така натаму, но родителите негови се тука. И после тоа, кога нив нема ќе ги има, што ќе направиме на таа куќа? Или на тој стан, се едно, ќе го затвориме. Значи, сакам да кажам дека во овие мега светски трендови, ние треба да гледаме нашата сакена Македонија, но и во таа макро слика ние треба да ги гледаме нашите индивидуални животи. А тоа е дека јас не познавам ниту еден човек, ниту една мајка која што родила дете, а да зажалила за тоа и да рече, не требаше да го родам детево. Значи, знам многу луѓе кои што имале дилема, дали да, дали не, и после ќе збориме после 2, 3, 5, 10 години, најдобра одлука во животот. Веднаш има насмевка, ме разбирате? Значи, например, знам и вака другари кои што се мисле дали да или не, па ајде друг пат, па после се одложило и така натаму, после ќе праш како било. Може, требаше уште една. Вика, не знаме, големи ми се деца, вика, ние со жена ми, вика, сами останавме. Значи, сакам да кажам дека бракот, семејството, децата, животот, секојаш исправна одлука. Така е, но ние се соочуваме и со уште еден проблем. Ова не е проблем на Македонија, ова е проблем исто така на глобално ниво. Имаме се поголем број на парови кои што имаат проблем да основаат. Сакаат да имаат семејство, едноставно не може да имаат. И тоа е еден сериозен проблем кој што исто така зафаќа по голем начин на разгледување од начинот на живот, до храната која јадеме, до здравствениот систем и така натаму, што исто така е голем проблем, но и ова не се случува само кај нас. Исто така е дел од она што се соочуваат поголем број најголем број на држави. Но ние како Македонија имаме една нова национална стратегија за демографска отпорност 2026-2046. Што е целта? Кои се нејзините цели? Ова сето тоа што го зборуваме, вметнато ли е таму, како ќе се постапи, каква ќе биде Македонија и каква сакаме да биде Македонија за 20 години од сега? Македонија ќе биде онаква како што ќе создадеме, како што ќе оставиме, како што ќе ја негуваме. Значи, ние мораме да треба да размислуваме и за наредниот месец, и наредните 2 месеци, и наредните години или 2. Но мора да размислуваме и за наредните 20 години, затоа што времето вака поминува. Деновите поминуваат полека, но годините поминуваат многу брзо. Кога ќе рече некој, тоа беше, не знам, пред 20 години. Не мислиме и тоа било во 80. Не, 80 години се пред 40 години. Пред 20 години е 2006. 2006 изгледа како да била пред 2 недели или 2 месеци. Секој еден од нас сеќа која била матурата. Нашите матури кои да биле пред 2 месеци, а биле пред баги време веќе. Малце многу повеќе од 2 месеци. Така што мора да размислуваме за наредните 20 години и мислам дека прашањето на демографијата е едно од фундаменталните прашања не само за Македонија, тука и за светот. Јас мислам дека
светот 21. век ќе биде век и на технологија, и на вештачка интелигенција, на роботика и сето останато, економски развој, патување во Вселената. Ние сме 2026, имаме уште добри 74 години на овој 21. век, но исто така ќе биде и век на демографијата, затоа што нема ништо без луѓе. Ние можеме да направиме патишта, автопатишта, економски зони, згради, тунели, мостови, се е џаби, се е попусто ако нема луѓе. Така што уште една што е едно шекспировско да се биде или не, затоа што од сите ресурси, луѓето се најважниот ресурс. Знаете, сите зборуваат, не знам, финансиски ресурси, рудни ресурси, нафтени ресурси, енергетски ресурси и така натаму. Се е тоа важно. Но најважни се луѓето и најважни се човечките ресурси. Кога го спомнав тоа во делот на неплодноста, мислам дека имаме едно добро меѓуземје, вака тешко и да има некоја земја која што го има ова што ние како Македонија ги имаме, а тоа е во делот на инвитро оплодувањето. Значи тоа е нели вонтелесното оплодување. Во 2008 кога го введовме ова, значи тоа го введовме негде 2008 година, јас пред неколку месеци бев гостин на едно здружение до бебе по пат на инвитро. Да, не биле гости, сме да, прекрасни жени. И тие дадоа еден податок дека од таа 2008 кога го введовме тоа бесплатно инвитро со 3 обиди, 15.000 бебиња се родени во Македонија. Значи 15.000 бебиња, тоа се, како да ви кажам, можеме пола градски стадион да го наполниме или можеме 2 сали Борис Трајковски да наполниме. Тоа се 15.000 среќни родители кои што... Не, 30.000 среќни. Така да кажам, 15.000 среќни семејства кои што добиле принова. 15.000 бебиња отвориле очи и го виделе овој прекрасен свет. Да. Значи тоа е една прекрасна да се наежиш, И внимавајте, не сто само 15.000, сега се веројатно уште и повеќе, но и тие 15.000 секој од нив. После тоа ќе има дете, внуци и така натаму. Значи секој од тие гранки ќе разлиста. Ме разбирате, значи тоа ќе биде едноставно едно наше ехо во вечноста за генерации и генерации и генерации кои што ќе доаѓаат. Сега, токму затоа што вие го кажавте, затоа што имаме зголемена неплодност, проблеми нели со бременост, сето останато, ние сега рековме не само 3 бесплатни инвитро процедури, рековме 6. Го зголемивме тоа минатата година. Значи 6 и процесот на носење на одлуката, процедурата нема да трае 3 месеци, трае сега 2 недели. Значи многу побрзо, затоа што биолошкиот часовник отчукува, затоа што има нервоза. Свесни сме апсолутно дека тоа е тешка процедура, значи тоа е тешка битка. Жените се носат со тоа нели за телото, тоа има и хормонски терапии така натаму, но огромна е желбата да се има потомство. Така што, како да ви кажам, носиме комбинација од мерки кои што се добри, кои што се позитивни, но мораме да работиме и на јавната свест. Знаете, значи во денешно време едно дете да се роди, треба да се роди тука и тука. Значи ние треба на младите значи треба буквално да допреме до нивните умови и до нивните срца. До таа емоција, значи да им кажеме дека апсолутно важно е образованието, нека го тераат тоа. Важно е професионално да се надградуваат, важно е да имаат работа, да се снајдат едно друго и така натаму, но да не го запоставуваат семејството, затоа што времето поминува, некако така, многу брзо, каде 40-40 години луѓе велат, која ми помина годините. Значи, таа многу често илузија има време, некојаш може да стане и нема време, или помина времето. Така што, уште еднаш, секој си ги носи одлуките за себе, тоа е длабоко лична и приватна одлука, но, уште еднаш ке речам, тоа е дека да се биде родител, да си има дете, да се прегрне тоа дете, тоа е едноставно една вредност, една незаменлива емоција, чувство, нешто најдлабокото и најубавото што може да се има. Се согласивме дека човекот е најзначајниот ресурс за една држава, но за да имаме што е можно повеќе луѓе да се зголемува наталитетот, да се оформуваат семејства, потребни се и ресурси за да се одржи сето тоа. Нема да кажам дека е многу скапо денеска да се живее, бидејќи и на други места е скапо, но животот станува
едноставно ќе има повеќе и децата имаат повеќе барања и сето оно што се нуди станува многу општество кое што има поврзано со конзумеризам. Едноставно тоа е факт, се ни се нуди, се ни се продава и некогаш можеби и мислиме дека нешто ни треба во суштини да не ни треба, но тоа е светот во кој што живееме, тоа е реалноста. Дополнително сите овие конфликти ги зголемуваат цените, паѓаат цените, нели, тоа се трендови на кои што за жал не можеме да влијаеме. Но навистина станува проблем и ресурсот како за да се одржи тоа семејство и да се изгледаат тие деца. Ќе ви кажам, сите ние знаеме отприлика горе-доле како раставме. Ние раставме со, не знам, 5 играчки, 10 играчки, 15 играчки. И тоа е сосема доволно. Кој вели дека денес децата требаат 50, 60 или 70 играчки? Сите ние имавме точаци и велосипеди, дали од роднини, дали од постар брат, дали од некој од семејството, од комши и така натаму. И сите научивме да возиме точак. Па ако сакате и за облека, значи ние сите сме менувале, нели, облека, фармерки од постар брат, од сестра и така натаму и така натаму. Сакам да кажам дека некогаш малце сите ние правиме некоја, условно кажем, инфлација на барања. Да, друго е сега времето, но како да кажем, стои тоа дека треба за децата средства, треба пари, треба ништо не е ефтино, но на децата им треба љубов. На крајот на криштата, знаете како, многу често ние, и праќаме деца во градинка за да има социализација, но важна е и социализацијата дома, тоа е брат или сестра или браќа и сестри. Значи, например, во делот на таа социализација која што ја спомнав, градинки. Секој месец буквално или отвораме градинка, или прошируваме капацитети на градинки, или реконструираме градинки. Значи, премиерот Мицкоски и тоа како посвета на тоа, Министерството за труд и социјала, понатаму општините, значи, рапидно го зголемуваме бројот на достапни места во градинките. Сакам да кажам дека и таму, нели, во ред убаво треба да бидат примени децата, изгрижени и сето останато, да имаат интеракција со другите деца. Но тоа дете убаво е да има и дома со кога да се игра. Разбирате, значи деца не треба да бидат стално на телефони и поред. Нормално такво е времето и телефони и видеоигри и се останато, но убаво е децава и меѓу себе да имаат интеракција. Значи да си има брат или сестра, тоа е најдолгата врска или конекција која што ќе имаме својот живот. Зошто? Затоа што родителите наши биолошки, нели, ќе ги загубиме. Дали на 40, дали на 50, дали на 60 години родителите заменуваат пред децата. Децата ги добиваме на возраст од 25, 30, 35, 40 години. Значи ние нема да ги запознаеме своите деца до 30 години. А браќата и сестрите, тие се оние кои што ќе ги знаеме за цел живот. Значи тоа е едноставно најдолгото, условно кажано, познанство кој што ќе ги имаме. Тие браќа и сестри треба да ги имаме и за добро и за лошо, и за веселба, и за свадба, и за крштавки, и за погреб, и за сето останато. Така што тоа се, како да кажам, прашање кои што се дел од целата оваа слика за која што зборуваме: демографија, наталитет, семејство, сето тоа и тоа како е поврзано. Ќе направиме тука една кратка пауза за реклами, но ќе продолжиме со останатите прашања, бидејќи имам уште некои теми, уште некои прашања кои што сакам да ги продискутираме, но кратка пауза за реклами, па се враќаме во студиото. Се враќаме назад во студиото, го продолжуваме разговорот поврзан со семејството, демографската состојба, плановите, стратегиите и така натаму. Па пред да започнам со останатите прашања, вашето семејство е многу детно семејство. Како изгледа еден ден, како изгледа еден ваш ден на семејство кој што има многу деца и кое што и работи и се грижи и за семејството и за еднината, бидејќи се тоа што го правите и за еднината и на вашето семејство, меѓутоа и за еднината на државата. Како изгледа едно секојдневие? Убаво е. Убаво е да се биде родител. Како да кажам, од сите одлуки кои што сум имал во животот, најубавата одлука, најдобрата одлука е бракот и да си има 4 деца. 2 машки, 2 женски. Значи, Марта, Филип, Никола и Катерина се најпрекрасното нешто во мојот живот. И
не е тоа само нели овие деца, здравие Боже, нели еден ден дај Боже да дочекам, ќе дојде време и за внуци. Значи, сега дали ќе имаме, не знам, 5, 6, 7, 8 или 10 внуци, важно ќе има. Така што тоа се исто така и се нарекува меѓугенерацијски фертилитет. Значи, носејќи одлуката за деца, ја носим одлуката и посредно или непосредно колку внуци ќе имаме. Така што мене една од најголемите желби во животот ми е кога ќе имам тамо негде 65-70 години, кога ќе видам така со обелена коса и со многу помалце коса од сега, таа маса за бадник или за Великден или за Нова година или за слава да биде 10 метра. Значи, ако видат моите 4 деца, нели секој нек си одбере како ќе отера животот, кога и така натаму, но како да кажам, ако има едно десетина внучиња, ако има снаја, ако има зетовци, тоа ќе биде прекрасно. Значи, тоа што можам да погледнам назад во животот и да речем, убаво беше, добро беше. А знам, например, еве и дека така тој резон или тој поглед на живот го имал и мојот прадедо, тој поглед на мојот живот го имал дедо. Сите ние го имаме де факто во нашиве семејства. Значи, тие вредности на нашите баби и дедовци се нешто кое што е дел од битот на нашиот народ. Така што, како да ви кажам, не треба ние тоа многу далеко некаде да го бараме или само на телевизија да го гледаме. Тоа го имаме во нашите семејства. Така што, како да кажам, таа емоција, таа желба, таа искра, мислам дека лежи во сите нас и ете, убава работа, како да ви кажам. Можеме уште 10 сати да зборуваме на оваа тема, но тоа се сведува. Македонија минатата недела беше домаќин на втората регионална министерска конференција за демографска отпорност. Зошто има потреба, веќе е втора регионална конференција? Што можеше од искуствата на другите земји да се земе како настока, како нивно искуство, како предизвици или пак како гледишта кои што нас може би не биле потребни како Македонија? Имајќи предвид дека се согласивме дека ова е тренд кој што е на светско ниво, освен нели Африка. Надоле. Вака, мислам дека е голема работа што токму тоа се случи во Македонија, затоа што во оваа 2026 година ова е најголемата конференција за демографија во светот. Значи, имавме огромен број на учесници, имаше учесници од Јапонија, од Азија, од Централна Азија, од Европа, од Соединетите американски држави, од Њујорк, ги донесовме најдобрите светски демографии. Тие велат дека ги имаме констатациите, ги имаме статистиките, но ги немаме сите одговори. Ме разбирате, затоа што секој човек, како што вели Гете, е универзум за себе. Значи, секој ги носи одлуките за себе и, знаете, во таа светска равенка нема една непозната, две непознати, три непознати, има 8 милиарди непознати. А во секој еден човек има по едно 10, 20, 30, 40 фактори, емоции, ситуации, околности, кај што човек ги носи одлуките. Кога настанува животот, како настанува, кога иде желбата за брак, кога една врска продолжува, кога една врска се распаѓа, кога еден брак останува, кога еден брак прекинува, кога доаѓа желбата да се има потомство и така натаму. Значи тоа е буквално еден океан, универзум од информации, луѓе и така натаму променливи. Тоа што е интересно, например, што го видовме на оваа конференција, тоа е дека од земјите кои што беа присутни, например, највисок наталитет и фертилитет имаат Таџикистан, Узбекистан и Туркменистан. Најмал наталитет од овој регион на Обединетите нации, ние кога ќе речеме регион, обично мислиме само за Балканот, но Обединетите нации го покриваат целиот свет и тие ставаат тука Источна Европа, мал дел од Блискиот Исток, исто така и Централна Азија. Значи, највисок наталитет во Узбекистан и Таџикистан, најмал наталитет и најмал фертилитет во Полска, во Литванија, во Латвија, во Унгарија, Словенија, Хрватска и така натаму. Значи, има многу тука променливи, така што не е ова само дисциплина или категорија на економските услови, туку има тука и многу други фактори кои што се дел од тоа. Например,
заменик министерот или еден директор на нивна агенција од Узбекистан кажа, вика, ние годишно вика имаме 600.000 нови млади на пазарот на работната сила. Значи, вика, ние дојдовме, вика, пред, не знам, X години имавме, вика, 18-20 милиони жители, дојдовме сега на 38 милиони жители. Значи, има голем... Што прават поразлично од... Што се нивните искуства? Видете, таму има голем број на многодетни семејства. Значи, таму има отприлика слична динамика каква што имало во Македонија, да речеме 50-тите или 60-тите години. Тогаш ние бевме во една голема експанзија и зборувам демографска, па ако сакате и економска, а сега тие и на пример од компаративните предности кои што ги имаат, помеѓу другото и младата популација. Знаете, ако имате во една улица, во една населба или во едно село, ако имате просек на возраст 65-70 години, не може многу да се направи. Ако во таа улица, градче, населба или село, ако имате 1000, 2000, 3000 млади, со 10 прсти, со волја, многу работи тие ќе направат. Значи, тоа значи дека таму може да има и економски развој, тие ќе направат и куќи, и станови, има и потрошувачка и сето останато. Значи, луѓето се предуслов за сето тоа. Ако немаме луѓе, ќе треба да укинуваме општини, ќе немаме ученици, нема села без луѓе кои што ќе живеат во нив. И таа демографска рецесија, исто го видов тоа и по другите држави, не се случува само сега нели во селата, не, сега веќе во овие земји како Македонија и генерално на Балканот, сега веќе постепено исчезнуваат и помалите градови. Таа депопулација и пад на наталитетот се случува во најголемите градови. Например, еве како да ви кажам, ние во општина Центар или во општина Карпош имаме проблем да наполниме паралелки. Значи зборуваме за они училишта кои што порано, еве на пример ја израснав во аеродром, моето некогашно училиште тогаш се викаше Едвард Каретел, сега е Ѓорѓе Пулески. Ние бевме 8 паралелки по 40 деца. 40 деца, значи тоа се 320 деца во генерација. Сега во истото училиште, нели зависи од генерација, но генерално има 4 паралелки по дали некоја паралелка по 22, 3, 25 деца. Значи грубо кажано, од 320 деца во генерација по 100 деца во генерација. Зборуваме за аеродром. Не зборуваме, значи, општина аеродром во Скопје и тоа нели урбаниот дел каде што има виталност, каде што се зградите. Сега замислете, на пример, слично е, например, и во Ново Лисиче, слично е во Карпош, слично е во Центар. Замислете што се случува по помалите градови во Македонија. Слична динамика имаме исто така, демографски се доста засегнати, Битола, Прилеп, Штип, исто така, Велес. Значи, станува збор за една тема која што буквално ги засега сите области од животот. Кога ја гледаме Македонија, во што е според вас најголемиот демографски предизвик, бидејќи споменавме и наталитетот и иселувањето. Ајде да видиме, иселувањето, нискиот наталитет или чувството несигурноста кај младите за иднината можеби, за да основаат семејство и за да се реализираат како родители? Се од наведеното. Нема во демографијата, кажем, таа една работа и само тоа е. Не, тоа е, знаете како, демографијата е слично комплицирана како економијата, но и уште повеќе комплицирана затоа што има многу и психологија, има многу и чувства. Значи, за БДП да расте на една држава, да расте економијата 2, 3, 4%, треба да имате странски инвестиции, домашни инвестиции, економски зони, добра инфраструктура, дигитализација, добро образование, добра демографија, пониски даноци и така натаму. Значи, цела низа некаде од фактори 20-30 на број и тогаш економијата расте 2 или 3%. Слично и со демографијата. Значи, треба да имате 20, 30, 40 индикатори и плюс треба да имате, значи, едноставно желба, драйв, посакување на деца, посакување на семејство и така натаму. Значи, тоа е една многу комплицирана равенка, но главното е дека ние сме наназад
70 години во една демографска рецесија и мораме, мислам, да се соочиме со прашање на сите прашања. И генерално, значи, како да кажам, во тишината на своите мисли, да си поставиме фундаментално важни прашања во нашите лични животи. Значи, што е тоа што не прави среќни? Што е тоа за што сакаме да се жртвуваме? Што е тоа што ќе остане позади нас? Значи, тоа се некои, како да ви кажам, важни прашања и секако, нели, тука е оној корпус на прашања на кои што работиме. Државата да помогне, повеќе градинки, инвитро оплодување, економски развој, намалување на иселувањето, стамбеното прашање, економската живеачка, значи сето тоа е дел од ова. Но исто така е и она лична одлука на секој еден поединец. На конференцијата беше, чинам дека и од премиерот беше споменато и од некои други учесници, важноста и на диаспората. Во суштина да е, бидејќи имаме голема диаспора, тоа сите луѓе, како што кажав, не имаме историја да одиме, нели, во печалба, но многу ми не остануваат тука. Ќе помогне ли стратегијата да стане попривлечна за нашите иселеници и да се вратат, и да инвестираат, и да си го продолжат семејството, да си го продолжат животот тука, бидејќи исто така знаеме приказни каде што и за жал повеќето на старост се враќаат, нели, тука, но јас знам и млади кои што во изминатиот период се вратија, барем 2-3 кои што буквално се вратија тука. И јас што ги знам лично. Знаете како, не е секогаш позелена тревата ке комшиите. Значи, има неколку работи, тоа е огромна тема. Значи, факт е дека од Македонија има иселување, тоа има иселување 200 години назад, кој што, како што кажав, порано многу лесно сме го компензирали иселувањето со високиот наталитет и фертилитет кој што сме го имале. Значи, во делот на иселувањето, економски развој, работиме на тоа. Македонија во моментов е по раст на БДП, значи по раст на бруто општествениот производ, трета земја во Европа. Не сме трета економија во Европа, не сме трета економија, но во делот на економскиот раст за 2024 и 2025 година сме трети. Значи имаме и тоа во ситуација, внимавајте, каде што Германија е на нула. Германија е главен пазар, 43% од нашиот извоз оди во Германија. Германија сега стагнира и намалени се нарачките. Да растеше Германија, например, 2-3%, ние ќе растеме 5 или 6%. Германија е на нула, ние растеме 3,5%. Значи, мислам дека е тоа голем успех на владата како тим, на премиерот кој што ја предводи владата и на економските ресори, но исто така и на компаниите кои што го работат. Значи, тоа е во делот на економскиот раст. Во делот на диаспората. Македонија веќе не е земја во која што имаме 30-40% невработеност. Значи имаме де факто скоро и да нема сектор или да нема фирма во Македонија која што не се потребни работници. Значи во Македонија ако човек сака да најде работа, ќе ја најде. Второ, не се толку, значи имаме апсолутно, значи поголеми се платите во Германија, во Скандинавија, во Бенелукс, но во Македонија не се ни толку веќе платите мали како што беа своевремено. Понатаму со онлайн платформите, работење преку интернет и така натаму, луѓето можат да бидат присутни на пазарот на работна сила во странство. Четврто, имаме секој ден, секој втор ден нискобуџетни компании и вакви компании, така, значи може да се биде присутен во странство, може да се дојде дома. Така што и има еден многу важен момент, а тоа е дека Македонија е безбедна земја. Значи во Македонија и машко, и женско, и млад, и стар човек може да шета и во 11 навечер, и во 12 навечер, и во 1 и во 2. Значи генерално безбедно е. Безбедно е. Така што Македонија во делот на платите, да, има заостанување, но Македонија има и своји компетитивни предности. И на крајот на краиштата, видете, ја знам или сите знаеме или сме чуле за 3, 4, 5 луѓе млади од Македонија кои што, не знам, се кираџи и ете, тие се во еден стан, заедно живеат. Во ред тоа кога човек има 22, 23, 25 години.
Но кога човек има 30, 35, 40 години, тогаш може би е време и за семејство и за поинаква приказна. Значи не може човек на 40 години да функционира исто како што имал 18 или 22. Така што во тој дел во Македонија луѓето имаат куќи, станови, имаат логистика, имаат баби, дедовци, може да го остави детето. Значи сакам да кажам дека тоа е препознато кај луѓето и во овие години и пол го имаме намалено иселувањето, кој што и понатаму големо, но не е оној екзодус, катаклизма и катастрофа која што ни се случи од 2017 до 2024. Значи на Македонија историски најголемо иселување и историски најголем пад на наталитетот ми се случи за време на владите на Зоран Заев и СДСМ од 17 година до 24. Значи во целата нивна историска одговорност за бришење патос со Македонија и сето она што ни е драго, имаат историска одговорност и за екзодусот кој што ни се случи и за историски пад на најголем во Европа на наталитетот од 2017 до 2024. Значи, сакам да кажам дека сега гледаме, има се повеќе и повеќе луѓе кои што се враќаат. Не е тоа одеднаш многу луѓе се вратиле во Македонија, но и гледаме. Има одреден број на училишта, гледав некои бројки за Штип, гледав во Битола, има дел по скопски училишта. Исто така пред некој месец видов од Македонска каменица. Значи тоа се работи кои што охрабруваат. И мораме да го надвладееме стравот, тоа е дека ако некој се вратил во Македонија, дека тоа е срамота. Не е срамота. Дојди, добродојден си, ме разбирате. Ако се вратил, што ќе речат комшиите? Не успел во странство. Не успел, еве го сега, кај ќе идеш? Не, биди таму кај што ти убаво. Ако ти убаво во странство, во ред, легитимно, добро е, биди таму. Но ако ти било подобро во Македонија, ако тука подобро функционираш, ако тука да се пријателите, ако си направил ЕСАП, дека во странство многу пари ти идат за кирија, за едно, друго, трето, трошоци, а во Македонија, како да кажам, си имал квалитета на живот која што била подобра, биди во Македонија, не е срамота да се вратиш. Така што, да завршам, пошто огромно прашање за враќањето. Има земји, например, Ирска. Ирска има 4,7-5 милиони жители. Ирска има 43 милиони ирци, има во Америка, во Соединените американски држави. Има 3 милиони ирци во Канада, 2 милиони ирци во Австралија, 1 милион ирци во Лондон, а повеќе милиони нели во Велика Британија. Ирска има БДП по жител 75-80 $80,000 по жител. И нема јазична асимилација. Значи, ирците кои што се во Ирска зборуваат англиски јазик. Ирците кои што се во Америка, Канада, Австралија, Англија, исто така зборуваат англиски. Ирска, речи се, никого не врати. Италија е супер развиена. Италија има 15 милиони италијанци, од Роберт Де Ниро, Ал Пачино и така натаму, кои што се заминати во Соединените американски држави, многу малци се вратиле. Значи, сакам да кажам да бидеме, условно кажано, реалистични, да работиме да си ги вратиме луѓето, да кажеме дека не е срам, дека Македонија има отворена врата, дека да се обидат тука, да ја градиме својата компетитивност, но да не очекуваме чуда. Значи, ако некој заминал пред 30, 40, 50 години, помали се шансите, но истовремено да гледаме да си ги донесеме луѓето и како што ги враќаме, ги задржуваме луѓето тука, да создаваме семејства, да има бракови, да има потомство, едноставно, како да кажам, животот да продолжи понатаму. Да, животот да продолжи понатаму. Фала ви многу за вечерашното гостување. Фала ви многу, драго ни е што сите не гледаа. Поздрав до сите луѓе кои што не гледаа низ целата наша прекрасна Македонија. Фала. Фала уште еднаш, почитувани, тоа беше вечерашната емисија. Јас ви посакувам убав остаток од денот. Се надевам во рамки на вашето семејство или таму каде што ви е најубавто, каде што сте најсреќни, каде и да сте, бидете во добро расположение и секако кога ќе можете, ако сакате, останете на фреквенцијата на телевизија Алфа. Поздрав и убав викенд.